Реформи што ќе ја придвижат земјата напред треба да содржи новата програма за економски реформи за периодот 2018 до 2020 година, што треба да ја спроведува Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија. Македонија е прва од регионот која го започнува овој четврт циклус на реформи, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на иницијалниот состанок за програмата за економски реформи во Скопје. Веќе се случува еден настан со кој што започнуваме процес на планирање на реформи во периодот 2018-2020 година и треба да знаете дека од нашиот регион Македонија е прва која што го започнува овој круг на реформи. Со овие реформи, земјата се очекува да стане поконкурентна и да привлекува инвестиции. Меѓутоа, експертите одлучни дека стапката од 0% раст на бруто домашниот производ е очекувана, бидејќи се однесува на период кога политичката криза доживеа кулминација. Маријан Петрески истакна дека економијата се движи околу 4%, а реализираната стапка над тој процент зависи од тоа какви политики ќе води новата влада. Додека реформите ќе зависат и од поволното влијание од регионално и глобално ниво, кое според него е тешко изводливо во наредните 1 до 2 години. Она што е потребно на економијата е еден нов бран оптимизам, кој што веројатно делумно ќе се случи сам од себе, меѓутоа делумно ќе треба да го поттикне и новата влада. Поволна е ситуацијата и на меѓународниот и на домашниот пазар. Точно е дека на домашниот пазар е пониска каматната стапка, но дали треба задолжување дома или надвор, зависи од тоа каков притисок ќе се ствара врз банките. Според него, задолжувањето на државата во странство или пак на домашен терен ќе зависи од притисокот врз банките. Од друга страна, економистот Борче Треновски изјави дека политичката криза има одложено влијание и дека без градежништвото бруто растот би бил подеден. Додаде дека довербата во целата бизнис клима не се опоравува брзо. Оно што беше нарушено, тек сега имаме некој таймлек одложено влијание на намалување на бруто домашниот производ. Пред се должи тоа на градежништвото, треба да знаеме, бидејќи ако земеме претходните неколку квартали, ако земеме економскиот раст пресмета со без градежништвото во него, градежниот сектор како раст, треба да видиме дека растот беше некаде под единица. Значи меѓу 0,5 и 0,7, што покажуваше дека главна лидинг фактор имаше градежништво. Политичката криза економистите ја наведуваат како најголем виновник за стагнирање на економијата, па дури и пад на градежниот сектор. Па реформите се потребни, но зависат од тоа какви политики ќе води новата влада.